Гоце Делчев е еден од најтврдокорните македонски дејци револуционери кои што заслужено го носи епитетот и апостол и срцето на револуционерна Македонија. Тој е синоним на борбата на македонскиот народ за независна македонска држава. Роден е во градот Кукуш, потекнува од родолюбиво и патриотско семејство и неговите браќа и сестри се активни учесници во македонското револуционерно движење. Гоце Делчев извесен период учи воено училиште во Софија, каде што се стекнува со познавање на воените вештини, а потоа во 1894 година се враќа во поробена Македонија, каде што во Штипско Ново село обавува учителска дејност и тука тој покрсено, односно влегува во редовите на македонската револуционерна организација, зачленет лично од Дамјан Груев. Смртта на Гоце Делчев е на голема забугува за македонското револуционерно движење. Во текот на Првата светска војна и Балканските војни, неговиот сореволуционер Михаил Чаков ги зема коските, односно посмртните останки на Гоце Делчев. И дури во 1922 година, по барање на тогашниот водач на ВМРО Тодор Александров, Михаил Чаков како член на Илинденската организација ги изложил коските на чествување, се организирано првото чествување на Гоце Делчев, каде што македонската емиграција во Бугарија, македонските бегалски маси му даваат достојна почит и му се поклонуваат. 10 дена имало поклонување на ликот и делото на големиот великан Гоце Делчев. Со својот лик и дело тој представува пример на македонскиот народ во борбата за самостојна држава и денес, кога постојат голем број заговори против нас македонците и Република Македонија, кога постојат заговори за разнебитување, за распад, по-голем број антимакедонски заговори, сето оно што се случува денес, Гоце Делчев треба да биде пример за истреност и борба на македонскиот народ, да има не само македонско сплотување, да обединување, за заштита на македонските државни и национални интереси. И неговиот пример треба да биде пример за денешните македонски генерации, како што му се случи на македонската кауза.